Телото го влечел од кујната до купатилото каде се претпоставува дека го обезглавил и распарчел. Главата и нозете ги фрлил во најблискиот контејнер, а остатокот го замотал во најлонска кеса и го закопал во дворот. Морбидни детали од судењето на 75-годишниот штипјанец Денис Асанов, кој обвинет за грозоморното убиство на 79-годишната Борјанка Николова. На денешното рочиште во Основниот суд во Штип сведочеа роднина на убиената жена, вешти лица и инспектори од ЦВР Штип, кои работеле на истрагата. Во домот на обвинетиот беа пронајдени секира, мотика, тесла и дрвена рачка, на кој имаше траги од крв. Анализите покажаа дека потекнуваат од женско лице. Во купатилото, ходникот и кујната откриени се траги на човечко ткиво, а според вештачењето, телото било влечено од дневната соба кон купатилото, сведочеше инспектор во ЦВР Штип кој работел на истрагата. Жената последен пат била видена на 5 октомври во домот на обвинетиот, а на 24 октомври минатата година била пријавена за исчезната. На 10 ноември, при претрес во куќата пронајдени се траги од крв, при што обвинетиот признал дека во дворот од куќата покрај возилото го закопал телото на жената. Со асистенција на пожарникари, таму било пронајдено тело замотано во кеса, но без глава и нозе. Според неговите наводи, деловите од телото што не достигаат, но и нејзини алишта, биле фрлени во контејнери близу куќата. До ден денес не се пронајдени покрај пребарување на градската депонија. Дополнително дворот бил целосно прекопан со механизација, но не биле пронајдени деловите од телото што не достигаат. Обвинетиот и денеска не призна вина. Според обвинението, убиството се случило во периодот од 6 октомври до 10 ноември минатата година во домот на обвинетиот. При вршење родово базирано насилство со тврд предмет и нанел повеќе удари во пределот на градниот кош, кршејки и 8 ребра. Потоа телото го распарчил, при што трупот го закопал во дворот од својот дом.